Изет, мамида дняя двая. Што е разумно бе во војна? А? Што е честно во војна? Да, честно е кога се бориш против некоја зла идеологија, зол режим, геноциден режим, како што беше народно-ослободителната војна, како што беше целата Втора светска војна, сојузниците против нацистичка Германија и фашистичка Италија и империјална Јапонија. Режими кои што однесува во смрт милиони луѓе. Режими кои што нападнаа суверени држави бескрупулозно, чии што народи ги фрлија во огромни трагедии. 68 милиони мртви благодарение на тие идеологии, на тие режими диктаторски. Тоа беше праведна војна. Ако пак така може да се каже, која ќе се види позадината на сите тие настани. Причините, кој ги роди тие диктатори и кој ги роди тие режими. Пак погрешната политика на големите сили од претходната војна. Да тврдиш дека војната која вие ја почнавте во Македонија 2001 под протекторат на меѓународната заедница на Америка, на Европската унија, дека е праведна и честна, како да ти кажам, за ова одма би те стрпало затвор. Абе одма. Шо е разумно, честно и праведно? Идеме поред. Изетко. Честно, разумно и праведно е што со ножеви пишувавте по грбовите на невини луѓе на мавровските работници. Тоа е честно, праведно, разумно. Тоа е борба за човекови права што се докажала денес дека била честна и праведна. Идеме далje. Палењето на Лешчочкиот манастир е честно, праведно и разумно. И денес се покажа дека на вистина било разумно што го запаливте. Тоа е честно и разумно. Македонците од Арачиново што ги одселивте и што никогаш не се вратија. И тоа е честно, разумно и праведно. Честно, разумно и праведно е што сакавте да тргнете на Скопје со Косовскиот заштитен корпус. И шо ќе правевте изетко кога ќе стигневте тогаш во Скопје ако не бевте спречени тамо кај Радуша, кај Мадуша? Ќе влезевте како ослободители? Или бевте спремни да правите етничко чистење кој што им направивте на србите на Косово, кога со помош на НАТО, без самин на Советот на безбедност, бомбардиравте, нападнавте суверена држава? Колку Срби останаа на Косово, би изетко? Уште продавате муда за бубрези, мислите ќе ви ќутиме? Или сега дека си дел од влада, па ќе ви ќутиме и ќе кажуваме да, управо си. Така беше. Честно и разумно беше да ги врзите двајца честни работници оној хотелон, како се викаше, Бриони, у Тетовско. Кај беше тоа, Челопе, кај беше? И да ги разнесете во воздух со се хотелот. И тоа беше честно и праведно. Затварањето на водата на браната на Липковско езеро беше многу честно и разумно и праведно. Оставивте без вода луѓе доле. Предизвикавте хуманитарна криза. Загрозивте безбедност на цел еден град. Или тоа се легитимни дејства во една војна, така? Мислам, војна која не е војна, нели? Пошто е тоа борба за човекови права. Многу честно и праведно е што сите вие станавте изетко милионери. Што имате куќи, вили по Саранди, Маранди и други екзотични држави. Грци, Мрци и Шпании. Разумно и честно е тоа. А другите ваши браќа, собраќа, сестри, албанци исто тешко врзуваат крај со крај, како и македонците од држава. И се борат да преживеат. Тие не се честни, тие не се разумни, вие сте честните и разумните. Што благодарение на таа ваша разумна, честна и праведна војна во 2001 направивте милиони и живеете
100.000 пати подобро од 90% од македонците држава. Кои човекови права? За такви за тие човекови права се боревте. Се изборивте да можете да крадете без усул и да правите вили и куќи во Саранда, палати, тврдини, замоци и да се курчите тука низ Скопјево. Да шмрчкате бело, да дупите млади цури. Вие кои што до вчера, до 2001 вода у очи немавте. Пичка со очи немавте видено. Затоа беше честна, затоа е честна, праведна и разумна војната. Пошто вие разумно и честно се збогативте. Да можете да се понашате као богаташи, као висока аристократија. Тоа беше поентата, нели? Честно и разумно беше тоа што благодарение на територијалната подоба од 2004 година еден градоначалник и промените што се направија тогаш, еден македонците станаа безгласна буква во Западна Македонија, у сите градови, у повеќето градови. Тоа беше многу честно и разумно или беше направено по диктат, под ултиматум. И пази, богати и тогаш начело на држава беше беа Социјалдемократскиот сојуз. Али сега тоа небитно за приказнава. Сега ти си битен изетко. Што многу се правиш фрајер. Во ред беше да и разумно беше многу од ваша страна да не се почитува во многу делови тој капитулантски рамковен договор што го потпишаа македонците 2001. Па во институции одредени министерства вработувавте 4 пати повеќе албанци по некој етнички клуч од било кој други. Да, од тој аспект многу разумна и многу честна војна. Честна војна, каков оксиморон. Разумна војна, каков оксиморон. И Зетко, знаеш што значи оксиморон? Си стигнал до таа лекција у школа? А? Што имаш завршено школа? Средно имаш завршено? Не стварно, пошто кај нас да направиш толку пари преку една честна, разумна војна, не се покажало дека ти треба многу школа, така? А може да имаш негде завршено. Тоа беше поентата на војната. Да можете по етнички клуч да вработувате на специфични работни места луѓе со купени дипломи, со едва и завршено 8 оделение, кои што имат диплома за завршен факултет. Затоа беше честна, разумна и праведна војната, а и Зетко. Вашиве курназлаци више не можеме ни со најскапо белгиско чоколадо да ги прогутаме. Преку глава сте ни. И највише иритира вашиот цинизам. Ако више правиме муавет. Мислите дека сте многу паметни ако сте цинични. Многу делуете мудро, многу делуете надмено, многу делуете попаметно од македонците кои си вака циничен. Мислиш дека си фраер. Праведна, честна, разумна војна која се покажала денес дека навистина била праведна, честна и разумна. Кого дупите, бе? И ти ке тргнеш по стапките на Артан Груби дека Кичево која рече дека е плен од војната 2001. Разумно, честно, од една страна искрено, од втора страна цинично. Затоа што со тој цинизам и понижувате македонците кои живеат тамо, у сите тие градови. Ја да сум држава и Зетко ја бачува мајку за вакви изјави.
Ама кој сакате бидете. Што сакате правете. Како сакате заканувајте се. Вакво надмено однесување ќе однесе еден ден во пропаст. У тоа можеш да ми веруваш, сега што ти го кажувам. Па ти види како. У пропаст ќе те однесе. Честно, разумно, праведно војување. Кога ќе кажеш така, мислиш на Дивоград бива у Скопје? А? На твоја екипа? На тоа мислиш? Фино. Убаво размислување. Ние сме восхитени од твојот начин на размислување. Само треба некој да свати дека ваков каков што си со вакви изјави само ја рушиш коалицијата у која што се наоѓаш. Ваков како што си, не си им потребен. Особено не си ни потребен нас на македонците, затоа што иритираш, затоа што будиш лоши сеќавања, затоа што луѓето, македонците не се глупи, затоа што им идеш на курац, да бидам вака по-конкретен. И цената ќе ја платиш еден ден. И од тоа можеш да бидеш сигурен. Толку околу праведните разумни војни на господинот Изетко. Идеме кај Андрич. Андрич е многу паметен. Многу паметен. Изузетно паметен дечко. Вика Киро, вика истото му го понуди на Желју Желјев, бугарскиот председател 90-91 година, вика истото му го понуди. Ајде да ве внесем уставот како бугари. Желјев одбил, рекол, си рекол со тоа ќе докажеме дека сме два различни народи, а не еден ист народ во две држави. И не прифатил. Сега вика истото ни го нудат, ние глупи не прифаќаме. Дречо мајмуне, да ти кажам сега нешто и на тебе. Сега пред неколку дена повторно од судовите мудовите беше отфрлена жалбата на нашите у Благоевград да имаат клуб, македонски клуб тамо. Нема такова малцинство. Кои се тие, вика, да ја уништат националниот карактер на нашата страна. И ми одбија жалбата. Со навреди повторно кон македонците тамо. Мајмуне, кажи ми само една причина зошто би признал некое така наречено малцинство во сопствената земја, малцинство што се кажува дека е малцинство на некоја соседна држава. Ако таа соседна држава не го признава мојот народ и мојот народ сака да го асимилира и сака да го смени неговиот личен опис, да го побугарчи неговиот идентитет, неговата историја, неговиот јазик. Мајмуне, кажи ми една причина зошто јас би прифатил било какво барење од таа држава и од таа така наречено малцинство. Велам така наречено малцинство, затоа што многу од тие што се нарекуваат бугари, тука кај нас, пред години се колнеле у македонството, се кажуле дека се големи македонци, се ова се они и одеднаш преку ноќ станале бугари, како зашто нивни проблем. Со такви изроди и за такви изроди не вреди да ја бараш причината за нивниот лупинг, идентитетски, национален. Нивни проблем. Тие што мислам така се превртеле на тој начин, за таквите превртачи, за кои што имаат докази дека до вчера се колнеле у македонството, у своето македонско потекло, сега се кажува дека се бугари. Како, зашто нивни проблем? Не навлегуваме тоа.
Кажи ми една причина. Зошто би попуштиле, би прифатиле барање, нечие барање, ако тој што бара да направиме од нас одредени отстапки, самиот не множи со нула. За него не постоиме. За него или за нив сме българи. Кои што поради Тито се одвоиле од своето българско јато и тргнале по еден посебен пат, кој што е слепа улица. Нема натака по тој пат еволуција, растење, развиток, признавање, слепа улица, Македонија, македонството, македонскиот идентитет, македонската држава, слепа улица. Ако сакате да се вратите на вистинскиот пат, елајте при нам да бидете българи. Мајмуне, ова е поентата. Дали така треба да се однесува еден достоинствен човек, еден достоинствен народ? Кога некој го понижува, тој да му преметани, да му игра на маса, чочек. А овој го множи со нула. Да ви се серам у логиката предавничка, Андречо. Ама убо да ви се посерам. Драго ми е што уште има луѓе, читам на Фейсбук, кои што бараат санкционирање на сите атаци на унитарноста, безбедноста, мирот на сите граѓани на Македонија. Читам многу такви коментари, апропо националистичките, шовинистички дивења по спортските терени. Тој е уште еден доказ дека како влада мора да тргнете во сериозна пресметка со нив, со таквиот тип на однесување. Ама некако овој изетко што вика антиалбански скандирање имало, ама антимакедонски немало. Ако имате моќ, зборам за владеачката партија, викнете го на еден разговор. И вака кажете му: господине Изетко, од сега па надале у будуќе, вакви изјави, твои, јавни, пред медиуми, ти се строго забранети. Бирај. Или ќе продолжиш вака да ги навредуваш македонците со својот шовинистички цинизам, или идеш по вода. Како? Договорете се. На кој начин ќе опуштите по вода? Оти вака само прави штета. И на овој начин поттикнува омраза и поттикнува револт кај македонскиот народ. И кажете му глава вака у фаца, која што му го... Не ми е тука у фаца, ама у фаца да му го кажам. Слободно дајте му го клипо да го види. Не може така. И да завршиме со нешто позитивно. Некоја на Фейсбук се бајлева, извини, жено, девојко, не знам која си, заборев името пред, напишала, вика, шок, ама вака е статусот. Шок и неверување. 2 мекици и сирење парче на стража, 400 денари. Шок и неверување. Не бе сите веруеме дека е така. Зашо да не ти веруеме? Може ти си паднала у шок и у неверуење, пошо, ама како да ти кажам, имаш тука и на матка еден наш познат кафанџија со рибен ресторан, со она еснав човек, топ човек, приземен човек, седнал едно од тие што се матка доле таквите, што се тие ресторани, појма нема. 2 штока, 2 парчиња сирење, 2 печени пиперки, не знам, 2 лепчиња, 2080 денари. И он стварно паднал у шок. Попиздал тама, пошто самиот преку 35 години работи тоа. Со како не ви е сраме, бе, што е ова, бе, како е ова? Абе, зошо го крадете народот тоа? Значи,
Драги мои пријатели, еве рецимо, Охрид стана славен ова лето. Немаш Охрид увијач под 700 дена. Увијач 700 дена. Чорба, 400 кусур дена. Ривља чорба. Луѓе, не се нервирајте више, немојте да паѓате у шок, у неверување. Има еден начин. Едноставно ги одминуваш. Си дојдеш дома, ќе си направиш ти салата, сирење, ти ќе си ставиш, ќе си викнеш другар, другарка, друштво, ќе си помизите тука, дома, како ментална хигиена и отпор кон алчноста на сите тие што работат у газдиве на супермаркетиве, собственициве на кафаниве, на прехранбена индустрија, како се ве, туризам. Тоа е начинот. Не се замајавајте. Кима говеда на кои што ова ништо не им значи, затоа што они само се гледаат себе у една заедница. Посаболе, пичката за тебе, за мене, за вие сите што паѓате у шок и неверување кога ќе видите 2 мекици и парче сирење 400 денари. Ги саболе паткаве. Он и он седи тука. Остајте ги, нека седат. Нека седат, нека ждерат, нека се удаат у таа храна. Вие ради ваша лична хигиена и свест избегнувајте да им седите. Колку долго ќе може да живеат од таквите? Само од таквите. Пошто очигледно целта им беше да ги избркаат луѓето од многу места, кај што порано биле нормални за прање, многу работи да ги спречат што биле нормални да ги прават. Рецимо седење у кафана. Пред 15-20 години беше сосем нормална работа, секој да си дозволи да седне до ова. Нема седнуење, бе. Па може некој по еден ќе почна да сваќаат. Чекај, не овој начинот, не ова добро. Ќе почне нешто да... Ти знаеш, у таква ситуација некои ќе мора да пропаднат. Не може сите тие што имаат пари у исто време на сите места да бидат присутни, кај што се цените норвешки. Па може еден ден ќе ни да е памет. И може еден ден ќе смислиме стратегија за туризам таква да секој у држава ќе може да си дозволи да отиде барем на некој езеро, барем 15 дена, да поседи, да се регенерира, да се одмори. Или не мора езеро на планина негде. Ете, тоа е, за жал само, со ваквите паламудења знаете што е? Ничим изазван зборење у празно. И зборење работи кои што суштина ништо не значат. Сега нема да кажам ова што го зборам дека ништо не значи, тоа има свое значење и своја смисла, само е проблем што често пати се доживувам како да зборам у ветар. У празно. Ничим изазван. Јас си зборам дали некој опште ме слуша, колку ме слуша, колку нешто од ова ќе му влезе у глава, па ќе онатера на некоја акција затоа што се наоѓа на позиција на моќ, па му се може да потегне акција. Јас зборам, ама ја немам друга моќ ја да ги менјам работите. Да треснам на маса и да кажам вака ќе биде. Сваќате кога зборам која е предноста на авторитарните режими? Еве го као Путин да кажеме. Што многу работи зависат од само него, од само негова одлука. И тука нема пардон. Вака ќе преш. Нема тука да ти се меша друга партија од друга етничка определба, па тука нати го, дај ми го, па уцени ултиматуми, ако не направи сега ние како што вака бараме нашава етничка партија, ке ти скочиме од коалиција. Не бе. Авторитарен режим. Апсолутна власт. Кажувам од денес е вака е. Кој неке лета главата. Затоа сме сјебани. Затоа што вака секоја будала може да ти се измочи у супата. Секоја групица може да ти се измочи у супата. Секоја невладина врзана со големи овие структури моćни, елитистички, политички од запад може да ти се измочи у супата. Соседна држава затоа што има добар бекап од што знам од
друга голема држава или супер држава како што е ЕУ може да ти се измочи у супата, да те понижи, да те спречи, да те компромитира, да те осиромаши, да те сопре у развојот. Тоа е поише од паламудење, ја не можам да направам. На другие да се свестат за некои работи и да почнат да ги прават на време, затоа што тие говна, како и Зетко, како Андријчо, утре ќе им дојдат до главата. Немојте да се сомневате во тоа. Зошто бе да ви дојдат до главата? Зошто? Кога може да биде обратно? Рецимо, нив да ги снема за секогаш од политичката сцена.